Доста е за насилството врз медицинскиот персонал. Со ова мото белите мантили денеска излегува пред болниците за да протестираат по неколкуте напади врз нивни колеги. Побараа заштита на работните места, но и подобрување на условите за работа за во иднина да се избегнат слични инциденти на револтирани граѓани. Не е дозволено било какво насилство спрема медицинскиот персонал. Не смее незадоволството од системот да резултира со физичко насилство, нити вербално врз медицинарите. Во овој момент кажуваме доста е. Времето на неделување и игнорирање на овој огромен системски проблем од страна на државата е завршено. Време е да се превземат титни и систематски решенија и да бидеме заштитени. Бараме да изградиме здравствен систем кој што ќе е околу пациентот. Значи, пациентот да е центар на тој здравствен систем и ние сакаме да им помогнеме. Значи, ние сакаме да подобриме комуникацијата помеѓу пациентите и нас како здравствен персонал. Со цел да се превенираат сите тие несакани појави, да се слушне глас од ниве. Медицинскиот персонал порача дека ова е последен предупредувачки протест. Се заканија со прекин на работата ако не се исполнат барањата. Здравствените власти ги осудија нападите, уверуваат дека во иднина нема да дозволат слични инциденти. Една силна порака дека со насилство не се решаваат работите. Дека нема никаква логика да се дигне рака или со насилство да се решава нешто со здравствени работници кои што се борат денонокно за животите на најблиските, на семејствата кои што ги прават тие или ги направиат тие проблеми во неколку инциденти во последниот период. Меѓу првите најавени превентивни мерки се полициски патроли во здравствените објекти кои овозможуваат 24-часовна услуга. За понатаму предвидено е организирање на професионално обезбедување на болниците. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.